Покрај огромните проблеми со кои се соочуваат македонските земјоделци од безмалку сите земјоделски гранки, и пчеларите мака мачат како својата дејност да ја одржат рентабилна. Дејан Бошковски е долгогодишен искусен пчелар, чие семејство преку 25 години се занимава со пчеларство. Но тој веќе сериозно размислува дали воопшто да го продолжи овој семеен бизнис, бидејќи условите станувале се потешки. Вели, климатските промени, нелојалната конкуренција, како и со години непроменетата вредност на субвенциите, си го земале својот данок. Медо, како што кажавте, моментално е 500 денари со тенденција и уште да оди да се оскапува нагоре, со тоа што го има се помалку чистиот мед во нашата држава, едно од нелојална конкуренција и од климатските промени, што се помалку ги има, ја има таа медоносна флора. Па моментално или ние размислуваме дали воопшто да продолжам со пчеларство или иако имам преку 230 на пчелни семејства, дури некогаш и размислувам од сето да се откажам и крај крајава и да напуштам и државата. На македонските пчелари се повеќе проблеми им прават и обврските кои што ги имале кон државата, како што се воведувањето на пашарината, а особено воведувањето на клиничкиот преглед на пчелните семејства, кој според пчеларите е потребен, но не во овој период од годината и од недоволно обучени стручни лица. Ние како пчелари не бегаме од обврската за тој клинички преглед и таа е мерка која што ни одговара нас, меѓутоа мерка бараме да биде спроведена од луѓе кои што се обучени во нештото. Значи, ова мерка се оведува со тоа што ние треба да платиме за тој клинички преглед. Има ветеринарната комора има некоја табела процентално према бројот на семејствата се плаќа 60 денари. Меѓутоа методологијата и начинот на кој што нештото се оведува е малте не сомнително. Исто така, македонските пчелари, освен ова, бараат и намалување на ДДВ-то за набавка на пчеларската опрема од 18 на 5%, како и државата да ја зголеми висината на субвенциите, за кои, како што велат, иако редовно се исплаќале, сепак со години нивната вредност била иста. Ова пак условувало пчеларството како земјоделска гранка да биде се понеисплатливо, а пчеларите масовно да се откажуваат од оваа дејност.